И конечно, после 2 години најави, тука сме да се соочиме со новиот Ford Mondeo. Овој автомобил не е тајна дека беше пролонгирано неговото лансирање поради повеќе причини. Стивен Одел рече дека Мондеото е пролонгирано со неговата промоција поради големата криза која беше присутна пред 2 години на автомобилскиот пазар. Но има уште една причина зошто Мондеото е пролонгирано. Тоа е бидејќи менаџерите од Ford сака директно да се судрат со новиот Passat. Не е тајна дека и Mondeo и Passat се лидери во продажбата на флотни возила, но овие резултати од пазарот сакаат да ги зголемат и со продажбата на приватни купувачи. Mondeo има што да понуди. Пред се, тоа е извонредно примамливиот дизајн кој зрачи со неговата убавина и складност, но и комплетно решените интериерни површини кои делуваат далеку поатрактивно и по-младешки. Во почеток Мондеото ќе се нуди само со 2 мотора, со 1,5 литрен EcoBoost турбобензинец и турбодизел од 2 литра и 180 конски сили. Другите деривати ќе дојдат некаде до крајот на годината. Во Македонија Mondeo го очекуваме некаде во крајот на декември или почетокот на јануари. А до тогаш погледнете што се ќе донесе со себе во Македонија. Првата средба со новиот Mondeo ја има в 2012 година на Детроитскиот мотор шоу. Промовиран под името Fusion, веднаш беше лансиран на американскиот пазар, а планот на Ford за неколку месеци да се продава во Европа беше пролонгиран поради селењето на фабриката од Генк во Валенсија. Неполни 3 години подоцна повторно се соочив со него во родната му Шпанија. На возење беа понудени 2 од 3 каросериски изведби. Спортски скроената со 5 врати и елегантниот караван. Како што доликува на нов производ, Мондеото со себе носи потполно нов дизајн, подвозје, нови технологии кои престојот во кабината го прават далеку поудобен од порано, додека новата палета мотори ја наштимана да излезе во пресред на перформансите и економичноста. Извонредно атрактивниот дизајн на каросеријата плени на прв поглед. Изразената маска подсетува на ултраспортски автомобил. Целата контура ја следи динамично зададената предница, додека на задниот дел направено е најмалку, колку да се задржи асоциацијата на припадноста. Според димензиите, Мондеото беше најголем во класата. Таквиот тренд е задржан. Лесно воочливи се пригодно поголемите димензии кои нараснаа за неполни 4 см во должина, додека меѓуоскиното растојание од 2850 мм е задржано, но подвозјето е потполно ново. На предните тркала задржан е макферсон принципот, додека на задните тркала применете ново интегрално поврзување со каросеријата, што е унапредена верзија на мултилинк потпирањето. Натрешното уредување само ја следи новата определба на Ford. Покрај големиот простор на сите страни доминира дизајнот чии манири се далеку помодерни и ја потенцираат високотехнолошката ориентација. Забележливи се далеку по високото ниво на завршна обработка и употребените материјали кои даваат вистински премиум впечаток. Нема да сгрешиме ако кажеме дека новиот Mondeo е вистинска ризница на технологии. Покрај веќе познатите за Ford остварувања на списокот се додадени електричната паркинг сопирачка, електричната асистенција на управувањето, препознавањето на пешаците, извонредната амортизација, која може да има 3 модуси на работа, нормален, комфорен и спортски, но и уникатниот систем на задните сигурносни ремени со интегрирано воздушно перниче. Палетата мотори е нова или потполно освежена. На почеток ќе се нуди 2-литрениот TDCi со 180 и 1,5 литрениот турбобензинец со 160 коњи, додека за некој месец понудата ќе биде засилена со неколку дизел верзии од 1,6 и 2 литри и со ист капацитет бензинскиот EcoBoost со беџот ST.
Набргу по ова ќе следи изведбата со погон на сите тркала. Во втората половина на 2015 се планира верзијата со најмал мотор во класата, веќе проверениот EcoBoost од 1 литар и 125 конски сили. Мондео е одлично скроен да изџвака многу километри. На брзини, типични за автопат, е импресивно тивок, изолирајќи го возачот и патниците од иритантскиот звук на патот и ветерот. Дволитрениот TDCi од 180 коњи кога го возевме е тивок дури и при високи вртежи. Комплетната слика е дека квалитетот на возењето е подобар. Каросеријата лесно се контролира во трите електронски дотерувања на подпирањето, дури подобро од германските ривали. Во изминатите 400 км замерка најдов во управувањето. Мондео ја изгуби типичната острина на воланот, ја нема прецизноста и решителноста на претходните генерации. Возачот ја чувствува дополнителната тежина, но го нема чувството на директност и остра интеракција со тркалата. Поради тоа, при динамично возење се губи задоволството кое го пружаа претходниците. Затоа пак комфорот во возењето е дигнат на повисоко ниво. Исто чувство се добива при возење на караванската верзија, која ја задвижуваше 1,5 литрениот турбобензинец од 160 коњи. Во инает на малата зафатнина моторот лесно ја носи каросеријата и покажува просечна потрошувачка од 7,6 литри, одлична вредност, доколку се земе и брдската конфигурација на патиштата по кои го возевме. По дводневното дружење со Мондеото, задоволството од долгото чекање на новитетот во потполност се исполни. Зголемениот квалитет, бескомпромисните возни својства, широката палета мотори, многуте опции за опремување на внатрешноста, зголемената удобност и далеку подобрениот дизајн се огромни атрибути кои му одат на рака на Мондео. Можеби оваа генерација има најтешката задача од сите досега, бидејќи директно се судира со новиот Passat. Следниот месец ја очекуваме македонската премиера, од која ќе дознаеме повеќе за цените и однесувањето на Мондео на македонските друмови.